Своји анализи и трудови на научно-стручната трибина презентираа универзитетските професори, но и наставници и воспитувачи од училиштата и градинките од источниот регион. Универзитетскиот професор Снежана Мирашчиева, која е иницијаторка за оваа трибина, вели дека целта е на едно место да се разменат искуства и знаења меѓу теоретичарите и практичарите во воспитно-образовниот процес. Говориме за предизвиците на учителската професија, за учителот некогаш, сега и денес, во кој правец го гледаме развојот на учителската професија, затоа што се она што се случува и во текот на вчерашниот ден, денес е веќе минато, а она што го планираме за утре е веќе наша современост. Директорите на училиштата и наставниците велат дека оваа трибина е единствена во регионот на која што може да го презентираат она што го сработиле, но и она што успеале да го истражат и анализираат за подобрување на воспитно-образовната работа со учениците. И детските градинки, како и училиштата во современите услови мора да изгледат современите трендови и промени и новини во оваа сфера, во образовната сфера, така што без постојано следење на новитетите, законски прописи, не може да се оди напред. Општинското основно училиште Гоце Делчев на оваа научна трибина учествува со труд кој го изработија наставникот Лидија Камчева Банова, соработка со докторот специјалист офталмолог доктор Страхил Газепов и јас Елена Ташкова. Насловот на трудот е предизвикот на учителот за работа со ученици со рефракторни аномалии. Зошто токму овој труд? Знаеме дека во нашето училиште од минатата година се отвори ресурсен центар за деца со оштетен вид. По одржувањето на научно-стручната трибина ќе биде издадена и публикација во која ќе бидат презентирани сите излагања и истражувања на универзитетските професори, но и на наставниците и воспитувачите.